Здраво, дечки! Јас сум Кика Авира, а ова е табу тема со Кика Авира. Една нова серија на видеа која што мислам дека е редно време да ја направиме и редно време да почнеме да правиме муабет за теми кои што вообичаено не се прави муабет за нив и затоа остануваат нели табу теми. Многу од нас имаат проблем со сите овие работи за кои што ќе зборуваме, дали се работи за ментално здравје, самодоверба, секс, и што и да е. Целта на овие видеа е во суштина да го почнеме муабетот, не е дека јас знам се или не е дека јас ја овде ќе ви солам памет, меѓутоа ќе ви ги кажам моите мислења на темите, моите искуства со темите и ајде да отвориме конверзација долу во коментари. Слободно пишете дали се согласувате, дали не се согласувате со мене. Поентата е нели да почнеме да правиме муабет. На почетокот морам да напоменам дека јас не сум ниту доктор, ниту психијатар, ниту знам се, меѓутоа имам некакво искуство на овие теми и ќе ви го кажам моето мислење. Споделете го и вие вашето мислење, ако не со мене или во коментари, тогаш во меѓусебна конверзација со вашите пријатели, меѓутоа направете ги овие муабети. Нема срам, ајде доста е од срам. Овие видеа ќе бидат комплетно без скрипта, значи исто како да си правиме јас и вие муабет на кафе, значи немам спремна подготвена листа на се што ќе зборувам, меѓутоа ќе споделам она што во моментот ми се споделува, не знам што да ви кажам. Првата тема за која што сакам да зборуваме е менталното здравје, затоа што мислам дека ова е најитна тема која што треба да престане да биде табу тема. Треба да престанеме да го гледаме менталното здравје како нешто страшно или нешто кое што ако го немаме треба да се исклучат тие луѓе надвор од се. Исто како што имаме физичко здравје, така имаме и ментално здравје, меѓутоа за физичкото здравје се разговара многу, а за менталното здравје па не баш многу. И многу нормално како телото што може физички да се разболи, имаме секакви најразлични болести, некои се по-сериозни, некои се по-несериозни да речам, како настинки или нешто. Така исто имаме и кај менталното здравје, значи исто така и нашиот мозок е орган и како и сите други органи може да се разболи. И е тоа многу нормална појава, како што може да имате проблеми со срцето или со бубрезите или со нозете, така и со мозокот. И е тоа многу нормално и нема потреба да се срамиме од такви работи, туку треба да превземеме чекори кон нели подобрување на таа состојба. Исто, например, кога некој ќе ви каже имам проблем со срцето, не му викаш ај ќе ти помине онака да го тапкаш по рамо, него му викаш, му даваш поддршка, му викаш дали беше на доктор, оди на доктор, како може да се помогне и така натака. Истото треба да биде и кога некој ќе ви каже дека има проблем со главата, со менталното здравје. Истото ниво на поддршка треба да го даваме и во овие случаи. Човек кога е болен од рак, например, викаме еј браво, издржлив е, храбар е, вака е, така е. А кога е човек болен од во умот, како се кажува, кога има проблеми со менталното здравје, тогаш некако се повлекуваме од тие луѓе. Леле, ова е луд. Леле, овој ќе ми направи нешто. Па не баш. Најчесто овие луѓе всушност луѓето на кои што најмногу можат да направат нешто се самите себе си. Постојано гледаме самоубиства или обиди за самоубиства. Прочитав некаде дека на секое едно убиство, кое што го гледаме нели како најстрашното нешто, на секое едно убиство се еквивалентни 3 самоубиства и над 70 обиди за самоубиство. Можете да замислите колку е тоа многу, а за овие работи не правиме муабет.
Пред некој ден ставив на Instagram Stories една анкета која што пишав дека е сосема анонимна и досега не сум ги видела резултатите. Ќе ви кажам сега. Значи, прашањето беше дали некогаш сте имале проблем со вашето ментално здравје. Сега, прво нешто што морам да забележам е дека значително помал број на луѓе ја имаат одговорено оваа анкета споредбено со другите анкети кои што ги имам постирано на Instagram, која што всушност покажува уште еднаш колку е ова табу тема и колку луѓето не сакаат или се плашат да зборуваат на оваа тема. Значи, вкупно 230-40 луѓе имаат одговорено на прашањава, за разлика од другите прашања кои што има по 600-700 луѓе, значи 500 помалку од вообичаената бројка на луѓе кои што ги одговараат овие анкети кај мене. Од тие луѓе 69% рекле дека имале некогаш проблеми со менталното здравје, а 31% дека немале никогаш проблеми со тоа со нивното ментално здравје и пишав да споделат со што имаат, какви проблеми имале. Меѓу најчестите се анксиозноста, social anxiety, значи анксиозноста во социјални средини, проблеми со самодовербата и body image, кои што исто така влегуваат во некоја блага форма на mental illness. Не знам. Пишете ми, поправете ме, не знам. Анксиозност, депресија, анорексија дури, социјална фобија, комплексна подниска вредност, анксиозност, депресија, анксиозност, значи најчесто се ги имаме овие проблеми и овие проблеми всушност ги имаат луѓето многу почесто отколку што мислиме, баш заради тоа што луѓето не зборуваат на темиве. Ако немате вие проблеми со вашето ментално здравје, тогаш некој од вашите најблиски сигурно има, меѓутоа вие не го знаете тоа затоа што тие никогаш не ви кажале. Меѓутоа тие чувства се насобираат, се таложат внатре и често може да донесат и до нагло пукање и до многу посериозни работи, затоа е многу важно всушност да зборуваме на овие теми. Наредно ќе ви кажам за моето искуство со проблеми со менталното здравје. Јас долго време страдав од депресија и бев in and out, значи се појавуваше, се губеше и некако во текот на времето научив како да се борам против ова и до ден денеска се случува понекогаш, дали да трае недела, дали да трае месец дена, меѓутоа се случува да имам некоја депресивна фаза. Значи како знаеме дека сме во ваква фаза? Значи не ми се прави ништо, ми се седи по цел ден во кревет, ми се спие, постојано сум емотивна многу, ми се плаче за без веза, за ништо. Сеедно ми е дали денеска ќе излезнам, дали ќе се видам со некого, дали ќе се дружам со луѓе, дали ќе направам нешто, или ќе останам цел ден во кревет и ќе гледам филмови и ништо друго. Значи, онака една комплетна индиферентност, па што има јас сега да правам, што можам јас да сменам, што можам, светот ќе продолжи без мене, значи сите овие мисли во главата ви се вртат. И едноставно не ви е гајле за ништо, едноставно се чувствувате тажно, се чувствувате немоќно и мислите дека тоа никогаш нема да помине. Така барем јас ја имам доживеано таа депресивна состојба. Морам да кажам дека никогаш не беше тоа диагностицирано, значи никогаш не отидов на доктор да ми рече да, во депресија си. Меѓутоа со
самообразување и со читање многу и со интересирање на темава, нели можев самата да сватам всушност за каква состојба се работи. Морам да признам дека пред неколку години, кога всушност почнав да зборувам на овие теми и кога за прв пат седнав со другарка и кажав да, јас сум во депресија, мислам дека од тогаш работите ми стана многу полесни, бидејќи веќе можев да почнам да разговарам на овие теми. И мислам дека најдоброто нешто што може да го направите доколку имате некаков проблем е да почнете да разговарате на темата со било кој, со вашите најблиски, со другари. Ако не можете со никого, пред никого од тие кои што ги познавате да се отворите, тогаш побарајте стручна помош, побарајте психолог, психијатар. Која е разликата? Не знам, во некој наредно видео ќе видиме. Меѓутоа, од моје лично искуство можам да кажам дека дефинитивно многу полесни станаа работите кога почнав да разговарам и кога можев да кажам да, јас имам проблем, се борам со тој проблем, се обидувам да го решам тој проблем, давам се од себе и ми треба поддршката на вие кои што сте во моето окружување. Доколку има луѓе кои што не ве поддржуваат, кои што не ви веруваат или ви викаат ајбе не се занесувај, ќе ти помине или нешто такво, тогаш престанете да зборувате со нив, обратете се на други луѓе. Гледајте што е можно повеќе да ја тргнете таа негативност од вашиот живот. Ако има луѓе кои што прават да не се чувствувате убаво, тогаш тргнете ги тие луѓе од вашиот живот толку крај. Без разлика дали се работи за фамилија, за најблиски некој или што и да е. Планирам понатаму да зборуваме на тема уште многу пати и во многу подлабоко и подетално, колку што моите можности дозволуваат, бидејќи нели реков, не сум доктор, не сум психијатар, меѓутоа еве можам на некој начин да ја започнам, да го започнам муабетот на оваа тема. Можете слободно да оставите долу коментари, дали се согласувате или какво искуство сте имале вие, доколку не сте доволно храбри или не сакате да споделите јавно, тогаш споделете барем со вашите најблиски, со вашите другари, прашате ги како се, дури и луѓето кои што имаат најголема насмевка на лицето, може позади таа насмевка да кријат многу тежина. Прашате ги вашите најблиски како се, добри ли се и направете да се чувствуваат дека можат да споделат дури и ако не се добри. Значи треба да престанеме секогаш кога некој ќе напраша како си, секогаш викаме окей сум, добра сум. Не, ако не сум окей, ќе кажам, знаеш, не сум окей, периодов малку не ми е добра, вака и вака, ајде да направиме муабет. Окей е да направиме муабет, треба да направиме муабет. Дечки, тоа беше се за ова видео. Се надевам дека ви се допадна и насетивте какви теми и каков концепт има оваа нова серија. Кликнете subscribe ако сакате понатака да ги гледате видеова. Ако не, секако јас на Instagram ќе ви ги споделувам постојано. И се гледаме во наредното видео. Сакајте се, грижете се за себе. Не само физички и психички. Ајде, чао!